Организацијата на жени на општина Свети Николе заедно со младинскиот културен центар од Битола ја продолжуваат имплементацијата на законот за волонтерство во јавни институции, организации, државни органи и невладини организации. Оваа активност е дел од проектот Локален волонтерски сервис, во кој учествуваат 7 општини и со кој ќе бидат опфатени околу 4000 млади невработени лица, кои ќе бидат вклучени во развојот на волонтерскиот менеджмент и придонес во решавањето на проблемите во локалните заедници во нашава земја. Волонтирањето ќе започне од месец јануари наредната година, при што волонтерите ќе добиваат надоместок за покривање на храна и превоз во износ од околу 4500 денари месечно. Формуларите за аплицирање се достапни во канцеларијата на Организацијата на жени во Свети Николе, кај Јасминка Трајчева. Фудбалот во општина Свети Николе има долга традиција. Фудбалскиот клуб Овчеполе е еден од најстарите во нашава земја, формиран 20-тите години на минатиот век. Во долгогодишната историја клубот бележал и успеси и падови. Последниве години само најмладите, така наречени петлиња, се надпреваруваат во неформална лига на надпреварување. Меѓутоа, мал број на ентузијасти, фудбалски фанови, спонзори и донатори го одржуваат името на Овчеполе во рамките на малиот фудбал во сала, односно футсал екипа, која се надпреварува во Македонската лига. Футсал екипата Овчеполе се должи на многу 4-5 души интелектуалци кои сакаат нешто формираат. Веќе знаеме дека долго време немаме голем фудбал, така да решиме се да направиме промоција на мал фудбал кој е за Македонија новитет, особено во Свети Николе, така да сакаме да направиме нешто што ќе остане уштеро за градот. Мислам дека со мали помош на некои спонзори ќе бидеме многу подобри. Ние веќе функционираме 2 години, беме под Сдружение на граѓани Алгомак, сега сме веќе официјално под Сдружение граѓани Овчеполе, веќе настојуваме да биде така, да остане на градот клубот. Тие ни се целти да направиме и млад погон кој има доста заинтересираност, да рачунаме после нова година да направиме и млад погон, да се базираме веќе и на млади категории. Веќе имаме неколку души кои се на пик кај селектор Скендеровски, така да имаме доста добра млада екипа кои у просек е негде околу 20 до 22 години со 2-3 играчи кои се малку поискусни, така да речеме постари. Така да рачунаме да направиме еден успех, целта ни е на оваа година да останеме у лигата као новитет, значи втора спаќа гласа втора сезона сме, значи не сме уште толку добро совладени у оваа лига. Меѓутоа имаме капацитет оваа сезона да останеме со помош на тренерот Иле Начев, големи благодарен до него, кој сака да ни помогне исто и он и некои други луѓе кои ево некој еден може да кажам да се пофалемо, еден човек спортист поренешен кој играше за Овчеполе ни донираше една опрема која многу ни значи ево ден денеска сега. Знаеме, значи, финансиската состојба е таква како што е, со слаби се малку со финансии, меѓутоа секоја помош ни е добродојдена, така да се што е добро за клубот, ние ќе ги прифатиме сите работи кои сака да помогнат. Ние сме отворени за разговор за било кој што сака да дојде да поразговара, да донира било што, дали финансиски средства, дали други материјални средства, ние сме тука отворени за тоа. Преска напомнав дека веќе 10 до 15 години веќе нема голем фудбал. Сакаме да направиме така да оставиме еден белек у градот што утре ќе биде и некои други ќе дојдат као управа. Ево ние може да потенцирам, јас сум и играч и управа со уште 4 луѓе кои сакаме, ево, имаме желба, сакаме да направиме нешто, па се надеваме дека ќе направиме, дека со помош и на други ќе направиме да биде КМФ Овчеполе да се памти у лигата, у футсал лигата, така да имам амбиции поголеми. Напоменав дека без финансиски средства не може да се остане. Значи ние функционираме така со минимални средства и затоа ви сакам да ги замолам сите газди, сите кои сакаат да имаат спорт, кои го сакаат спорт, особено футсал, да дојдат да ни помогнат. Таа цел ќе биде, таа агенда ќе биде не само наша, туку ќе биде општо за сите, не само нашите играчи како управа и ние управа, туку и самата публика и сите што ќе сакаат да помогнат. Така да успех ќе биде на цела куп на градот.